А, Добар ден и добре дојдовте на работилницата која што ја имплементира Сдруженијето за одржлив развој Милиоконтакт Македонија, односно обука на тема климатски финанси, можности за финансирање на климатски акции, која што обука е дел од планот за обуки за транспарентни климатски политики и акции подготвен во рамките на ЦБИТ проектот, кој што се вика заекнување на институционалните и технички капацитети за подобрување на транспарентноста за климатски промени во рамките на договорот од Париз или скратено ЦБИТ проект, кој што е проект на Министерство за животна средина и просторно планирање и се спроведува во соработка со програмата за развој на Обединетите нации и Глобалниот фонд за животна средина. Цел на обуката е да се обезбедат информации околу концептот на климатски финанси и како да се обезбедат средства за амбициозните планови кои што ги има нашата држава. Повеќе детали односно околу проектот и добре дојде ќе ни посака Павлина Здравева, а подоцна ќе започнеме со агендата онака како што е предвидено. Пале, повели. Само да го вклучам гласот. Благодарам, Маја. Значи, сите проекти што имаат долги чудни имиња, најчесто се оние кои што ги имплементираме ние, затоа си наоѓаме иновативни кратенки. Како што кажа Маја, целта на овој проект е да се зајакнат капацитетите во државата на сите нивоа во однос на различни проблематики за климатски промени. Оваа работилница е дел од целокупен план на обуки кој што го изработивме во рамките на проектот. Главен извор на информации за оваа работилница, значи самата снимка, презентациите, како и информациите за сите други настани ќе бидат јавно достапни на веб страната klimatskipромени.mk, така да ќе ви повикам да ги споделите со сите други луѓе кои што би биле заинтересирани или после оваа обука би мислеле дека требало да бидат, а не се тука. Значи, на Климатски промени МК се оди во обуки и тука ги има многу други работилници од сите претходни теми кои што исто така беа интересни и кои што ве повикувам ако не сте присуствувале да ги разгледате. Овие сите обуки се дел од работен годишен тренинг план за транспарентност на климатските политики, кој што може да се најде овде, како и извештаите, неколку типови на извештаи врз основа на кои е дојдено до овој тренинг план. Целта на оваа денешна работилница е да се покаже колку финансиите се важни кога станува збор за климатски промени, но дека не секогаш финансиите се побаруваат од министерствата, од буџетот, дека климатските промени се само трошок, туку дека има начини како климатските акции можат на некој начин да го наполнат буџетот и на државата. Така да ќе ве повикам да ги изслушате презентациите на презентерите денеска. Ќе слушнете многу интересни, многу нови работи од можностите за воведување на нови даноци до климатско или финансиско буџетирање. Ќе ви објаснат двајца Александровци повеќе на таа тема, за можностите кои што ги нуди употребата на циркуларната економија особено во одделот отпад, како и презентации од банки кои што се на лице место ќе ни кажат искуства како тие ги мотивираат граѓаните да земат кредити или кои се поволностите кои што ги овозможуваат. Така да јас нема да должам многу. Ќе ги оставам првите презентации да почнат. Александар Наумовски, ако не се лажам, е прв, Маја, така? По агенда, Александар Наумовски ги има двете презентации, една по друга. Да, јас би предложила да веќе тие се поврзани. Да си тера една во друга, нема потреба од точно од прекинување од најавина. Двата сета од презентации ќе има можности за прашања и одговори. Мислам дека нема потреба да чекаме сите да поминат па да имаме сесија на прашања и одговори, така да Александар повели.
Јас само да, Александар е мјутнат, одмјут на гласот да си направиш. Ете, сега мислам дека е unmute. Добро. Благодарам, И Маја. да ве потсетам само дека презентација по презентација имате 10 минути, значи комплет се 20 минути. Повелете. Благодарам, Маја. Благодарам на организаторите за поканата денеска да учествувам како говорник на ова инспиративна тема за финансирање на климатските промени. Добар ден до сите учесници. Се надам дека нашето денешно присуство овде ќе обезбеди голем интерес кај вас и придонесе малце кон зголемување на она што се вика финансирање на климатските промени, една од најгорливите теми кои што спомна Павлина, или како што ја сумеам да им кажем на моите студенти дека финансиите се тие што го движат светот и се врти околу финансиите, па макар и покринувањето на климатските акции мора да биде покриено со соодветни финансии. Инаку климатските промени знаеме дека представуваат најголемиот предизвик со кој што се соочил човештвото денес, кој што представува опасност за храната, за водата, за здравието, за обстанокот на човештвото, како што беше и кажано на последната меѓувладина конференција на Обединетите нации, ризикот за раст на температурите над 1,5% на критичното ниво до 2030 е голем, така што ако се проложи понатаму светот да се движи со ова темпо, ризиците од екстремни суши, поплави и екзистенцијата на луѓето ќе биде голема и остварувањето на целите на одржливиот развој скоро ќе биде невозможно. Токму поради тоа земјите имаат своји национално определени придонеси со кои што тие имаат амбициозни планови за да се справат со климатските промени, меѓутоа за да може да се поддржат тие планови потребни се финансии. Потребни се финансии за покривање на климатски акции поврзани со облажување на климатските промени, со намалување на емисијата на стакленичките гасови, но и за адаптација кон неповолните ефекти на климатските промени. Зборуваме за климатските финансии, по-конкретно проценето е дека климатските финансии, односно климатските инвестиции ќе бидат најголемите воопшто инвестиции што глобалната економија ќе ги види. Односно се очекува дека до 2030 година отприлика околу 10% од глобалниот БДП ќе биде вложен во климатски инвестиции, што подразбира инвестиции кои што се енормни по обем, но и најдоходовни. Инаку проценките се дека на секој еден долар вложен во климатски активности, бенефитот ќе биде дури 400%, односно на секој еден долар, 4 долари ќе биде бенефитите. Кога зборуваме за нас, за земја од групата на неразвиените земји, меѓународните климатски финансии се тие што најмногу придонесуваат за спроведување на климатските акции, меѓутоа климатските акции низ буџетите и приватниот сектор заедно со меѓународните финансии ќе бидат оние. Извини, морам да те прекинам. Добро, сега се смени слайдот. Да. Мислев дека Не, одам постепено. Да, добро. Оно што е круцијално во финансирањето на климатските активности, според тоа, климатските финансии, ако сакаме конкретно да кажеме што се сите оние пари, односно финансии кои што доаѓаат и од локалните и националните и од транснационалните финансии, односно јавните, приватните и алтернативните извори на финансирање, а се со цел да ги поддржат акциите за облажување и прилагодување на климатските промени. Но кој всушност има улогата и најголемата одговорност за ова? Конвенцијата на Обединетите нации јасно признава дека постои така речена заедничка одговорност, но сепак диференцијална одговорност помеѓу земјите во светот и соодветни можности. Односно, Конвенцијата на Обединетите нации за климатските промени бара дека главната улога за финансирање на климатските промени ќе имаат развиените земји. Тоа подразбира дека развиените земји, покрај тоа што тие имаат обврска да ги финансираат климатските акции во собствените земји, потребно е да издвојат финансии за финансирање климатските активности и во помалку развиените земји, како што сме ние, земја која што не е во анекс 1 член. Според тоа, согласно со ова одредба на конвенцијата, развиените земји се обврзаа да мобилизираат на годишно ниво по 100 милиарди долари до 2020 година, за да ги задоволат дури потребите на земјите во развој. Овие 100 милиарди долари тие треба да ги канализираат од нивните пари кон земјите во развој, како што сме ние, односно земја членка која што не е во анекс 1. Според тоа, за да може да се оствари оваа цел која што е зацртана од страна на конвенцијата, договорот во Париз само ги засврсна обврските на земјите, на развиените земји, дека треба
при планирањето на климатските финансии да ги земат во предвид и потребите развиените земји, Конвенцијата го воспостави така речениот механизам, финансиски механизам за обезбедување на финансиски средства за да може да се дистрибуираат овие зацртани придонеси. Сега ако некој се прашува дали досега овие 100 милиарди на годишно ниво беа исполнети, одговорот е не. Најголем процент на исполнетост беше во 2018 година, кога развиените земји прибрале, односно дистрибуирале до помалку развиените земји и земјите во транзиција до 80 милиарди долари. Меѓутоа, за КОП-26, односно наредниот КОП, оваа одредба од 100 милиарди и понатаму ќе се потврди, веќе тоа е и објавено на сајтот. Меѓутоа, како делува финансискиот механизам на конвенцијата, како овие пари од развиените земји ќе стигнат до неразвиените земји? Механизмот на конвенцијата подразбираше воспоставување на оперативни тела. На овој слайд, на десната страна, ги гледаме токму тие тела, како што е Global Environment Facility, тоа е глобалниот фонд за животна средина кој што го финансира еве и овој проект, кој што е најстариот фонд и кој што практично служеше како прво оперативно тело. Он во себе ги содржи двата фонда, специјално климатски фонд и фондот за најмалку развиените земји. Но во 2010 година со КОП-16 беше формиран зелениот климатски фонд, кој што требаше да има и главната, односно најзначајната или најдоминантната улога, односно најмногу се очекува дека дистрибуцијата на парите од развиените кон неразвиените земји ќе оди преку зелениот климатски фонд, а од 2001 година постои и адаптациониот фонд. Значи, ова се три мултилатерални институции преку кои што парите од развиените земји треба да се прелеа, да се канализираат кон помалку развиените земји. Тоа е на страната на мултилатералните институции, меѓутоа на овој графикон ја гледате и категоријата на пазарот на јаглерод. Пазарот на јаглерод им овозможува на развиените земји од една страна да ги остварат своите зацртани придонеси кон намалување на јаглеродните емисии, но преку преземање на проекти за намалување на емисиите во други земји. Тоа значи дека било која од развиените земји, која што и понатаму не сака да ги намали своите емисии од економски побуди, но за да ги исполни зацртаните таргети во намалување на въглеродните емисии, може да превземе проекти за намалување на емисиите во други земји, при што тие поени или кредити кои што ќе ги добие, ќе паднат на нејзино конто, а земјата во развој, која што е добила инвестицијата, тоа ќе го третира како климатска финансија. Еве зашто пазарот на јаглерод повторно преку механизмот на Кјото протоколот практично возможува. Всушност овде гледате два механизми, едниот е Joint Implementation, а вториот е Clean Development механизам од аспект на неразвиените земји. Тоа е вториот, овде со Clean Development механизам е тој кој што ни овозможува и нас како земја во развој да добиваме такви инвестиции, а воедно да се намали загадувањето, односно емисијата на стакленичките гасови на глобално ниво. И до изворите на климатските финансии ние во суштина можеме да ги согледаме од 4 главни извори. Прво, гледате на горниот дел од графиконот, тоа се јавните климатски финансии, односно тоа се парите од локалните и националните буџети. На левата страна се приватните климатски финансии, тоа се пазарот на капитал, односно парите од комерцијалните банки, од инвестиционите компании, пензиските фондови и сите останати учесници. Долу е пазарот на јаглерод, за кој што претходно зборував, и инструментите на развојните банки. За сега најголемо учество во светот во финансирањето на климатските финансии некаде е пола-пола меѓу јавните и приватните климатски финансии, со очекување дека до 2030 година најголемото учество, односно околу 60 до 70% од финансирањето на климатските активности ќе припадне на приватните финансии, и тоа по принципот на долг, односно преку задолжување дури и по пазарни стапки наместо конвенции и како и по пополни услови. Глобалната финансиска архитектура, која што сака да ни ја опише како парите од развиените земји стигаат до неразвиените земји, може да биде представена преку овој малку сложен графикон, би рекол, со кој што гледате започнува во горниот дел на графиконот, ги гледаме изворите на тие финансии во развиените земји, а најдолу ги гледаме како парите стигаат, нели тоа се финансиите расположливи за облажување и прилагодување на климатските промени во земјите во развој. Низ целиот контекст гледаме дека од најразличните извори, практично преку националните, мултилатералните и билатералните институции, вклучувајќи го и UNFCCC,
практично парите пополека се слеваат до земјите во развој, што е прилично комплексна структура, односно преку овој графикон сакаме да прикажеме дека во суштина тука има улога и домашните буџети и меѓународните пазари на капитал, буџетите на странските земји, сето тоа оди во контекст како тоа се слеваат тие пари до неразвиените или земјите во развој. Овој графикон е уште еден таков поглед на глобалната финансиска архитектура. Повторно, тука гледаме дека постојат голем број на мултилатерални и билатерални институции, при кои што парите, гледате во горниот дел на графиконот, се развиените земји, Австралија, Канада и така натаму, кои што обезбедуваат пари пред се од нивните буџети или пак на други начини нивните пазари на капитал, но долу преку билатералните или мултилатералните институции, вклучувајќи тука и Светската банка и другите развојни банки, пополека тие банки пари се канализираат до неразвиените земји. Значи, главната улога, од тука можеме да кажеме, и одговорност за финансирање на климатските промени припаѓа на развиените земји, но со Парискиот договор за прв пат и земјите во развој се охрабруваат да вложуваат пари во климатски промени од сопствените буџети докаде што е можно. А овие мултилатерални институции кои што добиваат пари од развиените земји практично имаат воспоставени своји критериуми, политики за преку кои што ги дистрибуираат парите до неразвиените земји. Чисто да споменеме дека се работи на многу нови иновативни инструменти за финансирање на климатските промени. Еден таков инструмент беше пред кратко време најавен од нашето Министерство за финансии, тоа се зелените обврзници, меѓутоа во светот постојат голем број на други такви инструменти, како што инструменти за споделување на ризик од различни видови на иновации, особено контекстот на мешаните, односно blended финансии, кои што представува комбинација помеѓу јавни и приватни финансии и така натаму. Значи, со оглед на она што кажав, дека најмалку 10% од светскиот БДП ќе биде инвестиран во климатски активности, мислам дека очите и на приватните институции и на јавниот сектор се цврсто сконцентрирани кон финансирањето на климатските промени. Ајде малку пред да одиме на согледувањето на климатските финансии во Република Македонија, јас само накратко низ неколку слайдови би сакал да ги представам климатските финансии на светско ниво, колку изнесуваат тие. Според Climate Policy Initiative, кој што е можеби единствена институција која што успева да ги прибере климатските финансии на светско ниво, климатските финансии во 2017 и 2018 година изнесувале 574 милиарди долари. Од нив, ако ги поделиме на приватни и јавни, можеме да видиме на крајот на табелата дека скоро се пола-пола. Приватните климатски финансии се 274 милиарди долари, а јавните се 300. Меѓутоа, ако зборуваме за приватните климатски финансии, тоа е концепт кој што најтешко се мери, иако очекувањата се дека се многу повеќе од ова 50-50, при што кој што можеме да видиме дека најголемиот дел од приватните климатски финансии доаѓаат од корпорациите сами, од нивните сопствени средства, од приватен капитал и од комерцијалните финансиски институции, од банките, емисионите фондови и така натаму. Додека пак јавните финансии, тоа најмногу доаѓаат од буџетите на државата. Ако сакаме понатаму да ги согледаме климатските финансии преку инструментите за финансирање, можеби ќе бидеме во заблуда ако речеме дека тоа се грантови. Иако зборувавме дека развиените земји треба да ги финансираат неразвиените земји, сепак грантовите, верувајте, учествуваат со најмалку, односно оние бесплатни средства. Најголемо учество во финансирањето на климатските финансии доаѓа од заеми. И тоа, ако може да видите во првата табела, задолжување дури по пазарни каматни стапки од 219 милиарди долари, што заедно со сите други видови на должничко финансирање опфаќаат 70% од вкупното финансирање на климатските финансии. Според тоа, улогата на приватниот сектор во финансирањето на климатските финансии уште повеќе ќе се зголемува. Ово представува само еден мал поглед на климатските финансии на светско ниво. Јас сега би се префрлил на согледувањето на климатските финансии во Република Македонија. Ако можеме сега само да ја проследиме и втората презентација. Мајка, те молам само да ми потврдиш дали се појави на слайдот втората моја презентација?
да се појави климатски финансии во буџетите на државата и на општините. Насловот, Така е, така? благодарам, Да. благодарам многу. За потребите на подготувањето на третиот двегодишен извештај за климатските промени во концептот и известувањето за финансиите, Република Македонија како членка кој што не припаѓа во анекс 1 е примател на меѓународна финансиска помош. Практично има обврска да известува колку пари примила од таа меѓународна финансиска помош, меѓутоа амбициите беа малку поголеми, сакавме да ги процениме и климатските финансии докаде што е можно од буџетите. Затоа ова анализа практично ќе спроведам на две нивоа, односно ќе ги презентирам резултатите до кои што дојдовме за тоа колку се климатските финансии во Република Македонија, при што прво се однесува на примената финансиска помош за период 2018 и 2019 година, со оглед дека оваа помош доаѓа преку финансирање на проекти од билатерални и мултилатерални институции. Во овој период се утврди дека биле финансирани 38 проекти од оваа меѓународна помош и за кои што вкупно во Македонија биле влезени 25,14 милиони долари за овие 38 проекти. Ако ги класифициравме проекти на проекти специфични за климатски промени и проекти за релевантни на климатски промени, увидовме дека поголемиот дел, односно 62% од оваа сума припаѓа на проекти релевантни за климатски промени. Понатаму, како најголем доделувач на помош за финансирање на климатски активности во Република Македонија представува Европската Унија преку ИПА програмата и останатите инструменти на билатерална помош кои што доаѓаат во Република Македонија. Втор по-големина давач на ваква помош за климатски активности представува глобалниот еколошки фонд, односно глобалниот фонд за животна средина, Global Environment Facility со 19%, иако тука имаме и билатерални доделувања на помош од Германија, од Швајцарија и од Светската банка со 1%. По поглед на целта на финансирањето, овие 25 милиони кои што беа потрошени од меѓународните финансирања, најголемиот дел биле за проекти за облажување на климатски промени, а 29% биле за адаптација, 27% биле комбинирано помеѓу облажување и адаптација. По поглед на билатералните пари, значи најмногу тука учествувала со Европската Унија со 77%, а во мултилатералните институции, рековме, тоа е глобалниот еколошки фонд кој што доделил околу 4 милиони, скоро 5 милиони долари. Тоа се однесуваше, значи, конкретно да резимирам 25 милиони долари од меѓународна помош добиена од билатерални, мултилатерални институции за финансирање на климатски активности. Меѓутоа амбицијата беше малку поголема. Сакавме да видиме колку изнесуваат и јавните климатски финансии во Република Македонија со оглед дека договорот од Париз ги охрабрува земјите во развој што повеќе да вложуваат и собствените, односно националните буџети. За таа цел ние се осврнавме на две нивоа, на локално ниво и на национално ниво. На локално ниво ги зедовме буџетите на градот Скопје, бидејќи после буџетот на Република Македонија најголемиот буџет представува буџетот на градот Скопје. Од објавените финансиски извештаи, кои што морам стека да го фалам градот Скопје по неговата транспарентност, објавените квартални финансиски извештаи на ниво на активности ни овозможи да направиме прецизна процена на климатските финансии. За таа цел тука учествува и климатски експерти, кои што секоја активност по активност и согледувањето на документите за буџетите дојдовме до следните заклучоци. Градот Скопје во рок од 2 години, односно 2018 и 2019 година, вкупно вложил во климатски активности, како што гледате на горната табела, 5,6 милиони долари. Во 2018 биле 2,3, а 2019 3,3. При што гледаме дека имаме раст од 2018 кон 2019 година од цел милион. И само можеби овие милиони изгледаат многу, меѓутоа имајќи во предвид дека буџетот на град Скопје беше 50 милиони долари 2018 и 65 милиони 2019, би рекле дека сепак и овие милионски суми се многу мали, многу малку во поглед на она што треба да бидат. Изnesуваат само до 4 до 5% од вкупниот буџет на градот.
Иако се големи сумите, себе викам релативно не се толку големи, има уште многу простор да се вложува, се разбира, постепено се очекува да ќе оди нагоре. Во поглед на структурата, како најголем носител на климатските активности беше спроведен преку сегментот на паркови и зелениво, 48%, кој што може да се види на графиконот на питата доле, а преку програмата за заштита на животната средина се 45%. Значи овие два сектори најмногу ги понеле климатските активности на ниво на град, на ниво на градот Скопје. Значи вкупно да резимираме, меѓународна финансиска помош е околу 25 милиони и уште 5,6 милиони од градот Скопје. Но нашата амбиција одеше малце повеќе да ги процениме климатските финанси и на ниво на националниот буџет, меѓутоа за жал не успеавме. Не успеавме затоа што не добивме потребни податоци за тоа да ги направиме. Односно ние доставивме барања до министрите, до министерствата да ни достават реализирани буџети по активности, но за жал добар дел од нив што ни пратија, регуларно не пратија, меѓутоа тие што пратија беа бришани ставки по ставки, што укажува на неволноста да бидат транспарентни. Тоа невозможува да се проценат климатските финанси на национално ниво. Тоа е прв генерален проблем, зашто веќе се наметна и потребата за воспоставување на целосен систем за следење на јавните климатски финанси во нашата земја на принципот на останатите земји, особено развиените земји кои што тоа го имаат, зашто како предлог е воспоставување на така реченото климатско буџетско тагирање, climate budget tagging, кој што е веќе за да може понатаму и системот да ни дава автоматски податоци за големината на планираните, но и на реализираните климатски финанси во буџетот на државата, но и на локално ниво. Во овој момент буџетската класификација која што постои во Република Северна Македонија, ниту економската, ниту функционалната не е сензитивна на климатски промени. Значи не дозволува едноставна идентификација и излекување на расходите поврзани со климатските промени. Тука имајќи во предвид дека во моментот нели се носи нов закон за буџетирање, постои голема можност сега да се направат мали модификации, односно да се доработи класификацијата со цел да се овозможи тагирање, односно означување на климатските ставки како климатски, за да може понатаму и системот автоматски. Познавањето на податоците за климатските јавни расходи има огромно значење, не би се осврнил тука, затоа како предлог е воспоставување на така речениот систем на климатско буџетско означување. Climate budget tagging, односно климатското буџетско означување, представува систем на следење на климатските јавни расходи што веќе е воспоставен во преку 30 земји во светот, но и огромен број на земји во светот, односно дупло повеќе од тоа во моментот работот на воспоставување. Чисто како за пример ќе споменам нашиот северен сосед Србија, која што е во многу понапредна фаза на уведување на системот на климатско буџетско означување, односно climate budget tagging, зашто во Република Македонија благодарение на UNDP веќе е ангажиран, колку што знам, меѓународен консултант кој што треба да ја прилагоди онаа меѓународно позната методологија на climate budget tagging за воспоставување во Република Македонија, па ги очекуваме и неговите први предлози. Мислам дека е во финална фаза предлогот за уведување на climate budget tagging, кој што е, реков, како концепт познаат и признат од Светската банка, односно Светската банка во јануари 2021 година веќе издаде и прв документ насловен Climate Budget Tagging, со кој што прави силна елаборација за предностите и зошто земјите треба да го воведат климатското буџетско означување за следење на јавните климатски расходи во буџетите. Сега јас тука со ова завршувам, бидејќи навистина времето е ограничено, станува збор за навистина многу горлива тема на која што треба ова да биде само иницијална активност, а понатаму треба многу вакви подетални теми да уведуваме. Ова само нека биде почеток. Јас секогаш ќе ставам на располагање на UNDP да придонесувам кон ова подрече.
Еске останам понатаму расположлив за прашања. Благодарам на вниманието и ќе го препуштам подот на останатите учесници. Благодарам многу. Благодарам, Александар. Благодарам за презентацијата, за обавиот вовед, за објаснувањата. Се надевам дека некои работи ќе им се на учесниците почисти после ова. Јас би препорачал и нашите презентации да знам дека малце брзавме заради времето. Нека им бидат достапни на учесниците, може да ги прилистуваат, во секое време сме расположливи за прашања и соработка. И благодарам. Презентациите секако се достапни заедно со целото, со комплетната денешна дискусија на климатски промени сајтот, како што напомена Павлина и на почетокот, во делот на обуки, таму ќе можете да проследите целата презентацијата на сите денешни учесници. Исто така се надевам дека се подпишавте сите на листата. Ве молам, значи, сите кои што не сте подпишани на листата на учесници, да се подпишите. Број на учесници има 68, а на листата има неполни 30. Ќе ве замолам и како што ви напишав, сите кои што сте уклучени од мобилен телефон, испратете ми мејл за да можам да ви го испратам линкот за да се подпишете на листата на учесници. А сега ќе го замолам Александар Дединец да ни се приклучи и да ни каже како да се финансираат климатските акции. Благодарам, Маја. Дали се слушаме само? Да, се слушаме. Поред само да ја споделам презентацијата. Добар ден на сите. И мене, исто како на претходниот Александар, ми представува чест и задоволство што сум денес овде заедно со вас и што можеме да подискутираме за ова значајна тема, како што е финансирањето и како што кажа Александар, финансиите се оние кои што на некој начин го вртат и го движат светот напред. Денес јас ќе зборувам за нешто кое што беше направено во рамките и на третиот двогодишни извештај за климатски промени и во рамките на националните придонеси кон климатските промени, односно кон договорот во Париз, но ќе се осврнам и на последните анализи кои што беа направени како дел од програмата за реализација на стратегијата, кои што пак мерки се надоврзуваат на она што представува климатска акција и од каде све ќе обезбедиме финансии за спроведување на овие мерки. Најпрво би сакал да го започнам денешното излагање со една изјава која што има дадено Ал Гор, со еден негов цитат, дека не треба да ги насочуваме финансиите да бидат против климатските промени, туку напротив, треба да ги насочиме финансиите и целата економска логика кон инвестирање во климатски акции. Само подсетување на она што и претходната работилница го зборувавме, а мислам дека неколку пати е спомнато, меѓутоа мислам дека треба да се подсетиме дека владата во април го усвои националните придонеси кон климатски документ од национални придонеси кон климатските промени, со кој се обврза да нивото на емисии во 2030 година се намалат за 51% споредено со нивото на емисии кои што сме го имале во 1990 година, односно намалување на нето емисиите. Кога велиме нето емисиите, овде се вклучени и емисиите од секторот земјоделство, шумарство и управување со земјиште, да се намалат за 82% во 2030 година споредено со нивото во 1990 година. Ова е прилично амбициозна цел, но треба да имаме во предвид дека согласно инвентарот на стакленички гасови веќе 50% од целта е речиси остварена, така да не остануваат уште дополнителни 50% за да стигнеме до нивото кое што сме го предвиделе во 2030 година. Ако гледаме по сектори, најамбициозни, односно најмногу треба да намалиме
намалиме емисии во секторот енергетика, додека во останатите сектори како што е во секторот земјоделство некаде околу 30%, во отпад 21%, додека во шумарство ги зголемуваме синковите некаде за 19 пати споредено со нивото во 1990 година. Она што е предвидено во третиот двогодишни извештај за климатски промени, а кој што на некој начин се надоврзува на анализите кои што се направени во стратегијата за енергетика, се предвидува дека инвестициите за да се реализира она најамбициозно сценарио кое што е преточено и во документот Национални придонеси кон климатските промени, е инвестиции околу 21 милиарда да се инвестираат во периодот до 2040 година во секторите енергетика, земјоделство, шумарство и управување со земјиште и отпад, при што некаде околу 99% од овие инвестиции потребно е да се во секторот енергетика. Или Александар претходно зборуваше за одвојување од бруто домашен производ, односно споредба со бруто домашниот производ, некаде околу 7,7% од годишниот, во просек 7,7% е годишниот бруто домашен производ споредено со овие инвестиции до 2040 година. Просечно се предвидува да бруто домашниот производ во овој период биде некаде околу 14 милиарди евра. Тоа е просечно годишно. Она што е доста важно е доколку се имплементираат прво мерките за енергетска ефикасност, односно се имплементира така наречениот First Energy Efficiency First Principle, тогаш можеме да заштедиме некаде од 7 до 19% од инвестициите кои што се предвидени. Тоа е затоа што ќе имаме намалување на потребите од енергија, со самото тоа, со намалувањето на потребите ќе имаме помалце потреби од инвестиции во енергетски објекти за производство, например, на електрична енергија и така натаму и така натаму. И сега во оваа програма за енергетика, за реализација на стратегијата за енергетика, која што, како што реков, се надоврзува на голем број претходно изработени документи. На претходната работилница зборував за сите документи кои што се изработени, усвоени од владата или треба да се усвојат доправа. Се предвидени некаде околу 64 политики и мерки во периодот до 25 година, се извинувам, или расцепкани, односно некои од мерките се дополнително раздвоени, така што зборуваме некаде за 80 детални политики и мерки во период до 2025 година. И покрај тоа што овде гледате дека имаме неколку столбови кои што се предвидени во програмата за реализација на стратегијата, сепак сите мерки се поврзани со декарбонизација, односно придонесуваат за намалување на емисиите на стакленички гасови. Значи имаме во енергетска ефикасност 24 мерки, декарбонизација 13, пазари 10 мерки, истражување 6 мерки и правни и регулаторни аспекти 11. Како што реков, сите овие придонесуваат за намалување на емисиите на стакленички гасови. Сите мерки се прикажани во табеларна форма. Претходниот телеработилници исто така зборував за ова прикажување. Она што е дополнително е што можеме да ги следиме реализацијата на сите политики и мерки и за секоја политика и мерка е точно кажано од каде ќе се обезбедат средствата за нејзина реализација и кој ќе го мониторира целиот процес, а дополнително се кажани и ризиците кои што произлегуваат, кои што можат да придонесат за нереализирање на одредена политика или мерка. Сега се направи една детална финансиска анализа во овој документ и се дојде до заклучок дека постои еден јаз помеѓу неопходните инвестиции за спроведување на стратегијата за енергетика и од капацитетот на домашната економија за реализација на големи инвестиции во енергетскиот сектор. Затоа потребно е максимално да се мобилизира приватниот капитал, меѓутоа не само од домашни, туку и од странски извори. Она што е доста интересно е што согласно планот, националниот план за енергетска ефикасност во периодот 16 и 19 година се доделени некаде околу 87 милиони евра во форма на субвенции, кои што пак придонеле да имаме некаде околу 260 милиони евра инвестиции,
што значи дека субвенциите некаде 1/3 од инвестициите доаѓале од субвенции. Меѓутоа треба да имаме во предвид дека без овие субвенции можеби немало да се реализираат голем број од овие мерки. Така да субвенциите се еден од механизмите кои што можат да придонесат за зголемување на инвестициите и во енергетска ефикасност и во обновливи извори, а со самото тоа инвестиции и во мерки кои што ќе придонесат за намалување на емисиите на стакленички гасови, односно остварување на целите за 2030 и 2040 година. Исто така се направи една споредба на овие субвенции со субвенциите во земјоделството, така да потребно е да се на некој начин ревидира овој систем на субвенции можеби во земјоделството, затоа што многу тешко е таму да се валоризира кои се ефектите од самите тие субвенции, додека за разлика од тоа во енергетиката многу чисто може да се видат ефектите од субвенционирањето. Тоа е еден од механизмите кој што доста добар се покажал во период 16 и 19 година, меѓутоа како што спомна и Александар претходно, постојат многу други начини на субвенционирање. Кои се можните начини на субвенционирање? Тоа се буџетските средства. Овде беше исто така истакнат и градот Скопје како еден од поголемите буџети. Понатаму сопствени средства комбинирани со заеми на јавните претпријатија во секторот на енергетика, странски кредитни линии кои што може да се мобилизираат преку Развојната банка во Македонија, заеми од странство, Светска банка, Европска инвестицијска банка, KfW и така натаму. Понатаму исто така беше спомната зелената агенда за Западен Балкан, која што е една добра платформа која што може да ни овозможи реализација на сите климатски акции и на крајот како доста значајно е јавното приватно партнерство. Се изработува закон за јавно, односно се ревидира законот за јавно приватно партнерство и концесии. Доста добри забелешки се дадени од страна на Светска банка, кои што Министерството за економија моментално ги инкорпорира во новиот закон за јавно-приватно партнерство. Во периодот од 2040 година, значи реков до 2040 година треба да се реализираат некаде околу 21 милиарда инвестиции, додека во 2025 година само во енергетиката се предвидува дека треба да се реализираат некаде околу 4,7 милиарди. Овде по години е дадено како треба да одат овие инвестиции, значи во првите години некаде околу 400 милиони евра, додека во 2025 година треба да стигнеме некаде на 1,4 милиарди евра инвестиции. Причината зошто во првите години имаме помалку инвестиции е тоа што во првите години се предвидува изработка на одредени студии кои што понатаму потребно е да се реализираат. Од каде сега ќе се обезбедат сите овие средства? Значи некаде околу 2 милиарди евра потребно е да дојдат од самите потрошувачи и тоа најмногу домакинствата. Значи тие се оние кои што најмногу ќе придонесат во намалување на емисиите на стакленички гасови, меѓутоа сите тие инвестиции потребно е да бидат поддржани и од централниот буџет со одредени, како што реков, субвенции. Понатаму се приватните компании некаде околу 1 милиарда евра потребно да инвестираат. Јавното приватно партнерство, реков дека е еден од механизмите кои што доста добро може да придонесе за реализацијата на мерките и се предвидува дека до 2025 година некаде околу 870 милиони евра потребно е да се инвестираат преку механизмот на јавно-приватно партнерство. Понатаму, она што беше спомнато е фондот за енергетска ефикасност, кој што доста може да придонесе во реализацијата на мерките. Се предвидува одредени средства да бидат алоцирани од страна на Светска банка во фондот и се изработува, односно треба да се усвои најпрво законот за формирање на фонд за енергетска ефикасност, меѓутоа потоа овој фонд може да се полни на различни начини. Еден од начините кој што може да придонесе кон полнење на фондот е данокот на јаглероден данок или данокот за животна средина. Понатаму ги имаме овде како финансиери и Европската банка за обнова и развој, ЕСМ, некаде околу 100 милиони евра потребно е да инвестира и така натаму. Последен во оваа низа е фондот од Western Balkan Investment форумот некаде со 18 милиони евра. Сега овие финансии од
4,7 милиони евра, ако се помножат по оној мултипликатор кој што е пресметан за Македонија некаде околу 0,8 изнесува мултипликатор, значи овие 4,7 милиарди евра можат да дадат додадена вредност на бруто домашниот производ некаде околу 4 милиарди евра. Што значи дека енергетиката ќе биде она која што ќе придонесе кон растот на бруто домашниот производ во следниот период. Она што е доста важно, затоа што има коментари во делот дека е премногу инвестиции, повторно ќе се вратам на овој план за енергетска ефикасност кој што кажува дека во период 16-19 некаде околу 2,2 милиарди евра веќе се инвестирани, од кои што 1 на милиарда евра е во изградба на резиденцијални и комерцијални згради, понатаму имаме 200 милиарди евра во јавни згради, 130 милиарди евра се само во делот на енергетски ефикасни уреди. Ова беше направено со помош на Нептун, значи беа добиени податоци од страна на Нептун во однос на тоа колку енергетски ефикасни уреди се купени. 480 милиони евра се за нови автомобили, понатаму имаме изградба на хидроелектроцентрали кои користат повластена тарифа, печки на пелети, 5,4 и она што е доста интересно е околу 3 милиони евра, се извинувам, се инвестиции во велосипеди во овој период од 16 до 19 година. Така да оние 4,7 милиарди евра во следните 5 години не се недостижни, туку напротив можат многу лесно да се достигнат. Сега за секоја политика и мерка која што е предвидена во оваа програма, а како што реков уште еднаш ќе повторам, се надоврзува на националните придонеси кон климатските промени, е предвидено секоја година колку треба да се инвестираат средства и од каде све треба да дојдат овие финанси. Понатаму постојат одредени документи кои што треба да се изработат, а ќе овозможат дополнително засилување на инвестициите во политиките и мерките за енергетска ефикасност. Овде имаме голем број на донатори кои што моментално работат на изработка на одредени документи. Тоа се пред се USAID, GIS, Habitat, Европската банка за обнова и развој и така натаму. Значи постојат голем број на документи кои што треба да се изработат за да може да се реализираат мерките за намалување на емисии на стакленички гасови. Јас не би сакал повеќе да должам. Доколку има било какви прашања, овде сум спремен да одговорам и исто како што кажа и Александар претходно, и надвор од оваа дискусија денес во било кое време може да се слушнеме, да продискутираме за одредени теми кои што произлегуваат од инвестициите во намалување на емисии на стакленички гасови, односно во декарбонизација. Ви благодарам на вниманието. Благодарам Александар и Александар досега за презентациите. Продолжуваме понатаму, мада пред да продолжиме понатаму со циркуларна економија, дали некој има нешто да праша во врска со овие 2-3 презентации? Коментар некаков, појаснување? Благодариме Радмила за коментарот, за презентациите кои што биле интересни и корисни. Се надевам дека ќе отварате климатски акции веб страната и ќе се потсетувате или ќе го споделите линкот од денешниот настан со други колеги кои што треба да се запознати со ова, а не биле во можност да учествуваат. Мирослав Трајковски има кренато рака. Мирослав, повелете. Раката се спушти. Добро, доколку имате да прашате нешто, може слободно да направите unmute и да прашате или да дадете до коментар. Доколку не одиме понатаму со представник од ЦБИТ тимот кој што го имплементира овој проект, кој што ќе ни зборува за циркуларната економија, инвестиција или извор на финанси. Така се вика презентацијата. Наред е Давид, кој што треба да ни се придружи, Давид Павловски, и да ни испрезентира нешто за циркуларната економија. Давид, повели. Здраво на сите, се надам дека се слушаме. Да, се слушаме. Само да го направам да скрин шерот.
И може да почнеме. Значи, фала многу, Маја, за презентацијата, мислам за описот што го даде на почетокот на оваа сесија. Се надам исто така дека претходните презентации беа доста корисни и дека стварно на сите што се веќе вклучени во проблематиката, знам дека многу од вас се среќаваме овде на разни работилници, особено на ова од Милио Контакт. Исто така фала многу на презентациите на Александар Наумовски и Александар Дединец. Јас се надам дека ќе бидам пократок и поконцизен во врска со оваа презентација. Не поконцизен, се извинам, туку многу доста пократко ќе биде. Јас ќе објаснам што е уствари циркуларна економија и особено ќе зборам за бенефитите од преминот кон циркуларната економија во Македонија. Односно, кој би бил бенефитот финансиски, имаме една бројка таму која би сакал да представам. Ако ја примениме циркуларната економија во 7 сегменти од рециклирање. Само дали може да дам понатака. Значи, циркуларната економија ги искажува сите уствари практики кои се со цел за повторна употреба на производите, на повторна употреба на отпадот, значи да се намали од една страна да се намали отпадот, да се намали изложувањето по разни депони, по разни на легални или диви депони, и од друга страна имаме како да се намали употребата на природни ресурси и на репроматеријали во производствениот процес и во процесот на конзумација преку континуирано реискористување на сите ресурси. Тука повторно ќе имате, сега само да се спуштам доле. Циркуларната економија е систем кој цели кон елиминирањето на отпадот и континуираното искористување на ресурсите. Не гледаме презентацијата. Не ја гледате. Само да направам скриншот, не сум направил, се извинам. Дали е сега се во ред? Да. Добро. Значи поминав, тука бев, значи се намалуваат потребите од нови ресурси и тука се сцелиме кон повторно искористување на сите ресурси без потреба на користење на репроматеријали и користење на суровини кои од една страна учествуваат во загадувањето и од друга страна учествуваат во истрошувањето на ресурсите на нашата планета. Циркуларната економија е една од предусловите кон исполнувањето на целите кои произлегуваат од барањата поврзани со Парискиот договор за климата. Тука имаме не само, значи циркуларната економија има директно учество, ќе ги презентирам бројките подоцна, има директно учество во намалувањето на емисиите од стакленички гасови и преку тоа, значи, директно може да влијае на исполнувањето на амбициозните цели, но и целите кои Македонија сосема може да ги исполни во рамките на Парискиот договор. И потоа ќе се објаснам како ќе има економски и финансиски бенефит за буџетот индиректно и директно кон буџетот на Македонија. Значи, фракциите на отпад кои имаат најголем потенцијал во рамките на циркуларната економија, значи имаме 6 главни фракции, тука имаме биоотпад, пластика, градежен шут, батерии, цврсти горива и отпад. Градежниот шут е фракцијата со најголем потенцијал во Македонија, бидејќи ние користиме многу ресурси во градежништвото и многу малку се рециклира, да не речем воопшто, не се рециклира градежен шут во Македонија. И тука има особен голем потенцијал за да и директен принос кон намалувањето на стакленичките гасови. Тука зборуваме за до 2030 година каква е нашата амбиција, односно амбицијата која може да се оствари преку имплементирањето на принципите на циркуларната економија. Имаме директен економски бенефит од околу 51 милиона евра годишно. Имаме вкупно 3000 ново создадени работни места до 2030 година, намалување на емисиите во износ од 951 гигатони еквивалент на CO2 и повторното потребување на градежниот шут обезбедува 40% од овој бенефит со 25% учество од ново создадените работни места. И на крајот, како што кажа претходно, 70% учество во намалувањето од емисиите.
Тука имаме мала табела во која може да ги видиме сегментирани фракција по фракција, да го видиме бенефитот. Тука имаме најголем бенефит, нели, може да се види околу кај градежниот шут. Понатака имаме силен финансиски бенефит кај отпадот, со помал во биоотпадот, и понатака одиме на цврсти горива, пластика и батерии. За работни места повторно имаме, за разлика од претходната компонента на економските бенефити, имаме доста нови работни места кои може да влезат во секторот пластика, кои може да влезат во секторот за отпад и најмалку во секторот за цврсти горива, но убедливо најмногу имаме заштеда на емисии преку еквивалентни 1000 тони во градежен шут и во биоотпад. И сега да позворам малце за препораките кои може да се дадат до чинителите на креаторите на политики во овој контекст. Значи, првата цел е да се намали независноста од увозот на суровини и репроматеријали. Тука, значи, да развиеме посилна економија, мораме, клучно е за нас да се контролираат ресурсите и да се зголемува искористувањето на домашни ресурси и да се намали зависноста, нели, од увоз на материјали. И тука може да се, преку тоа како може да се постигне, може да се постигне преку охрабрување на компаниите да организираат своите ланци на начин што секој производ ќе мора да биде на домашен пазар, кој ќе биде нели продаден, ќе мора да се состои во одреден процент на рециклирани материјали, прво со 1% во 2030 и потоа со друго 2050, да направиме циркуларен нели ледер со 9 нивоа на циркуларност, значи да се одбие, да се преработи, значи на англиски се многу попевливи: refuse, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle и recover. Значи искористувањето на овие примарни материјали е дозволена, но под услов да овие материјали да бидат проценети преку овие 9 нели лејери на циркуларност на начин кој може да се докаже. Потоа втора цел е да се постигне економски просперитет. И тука нели имаме доста пат да стигнеме до целите кои се зададени, односно до просечните суми кои Европската унија ги генерира. И тука може да имаме неколку мерки, например да се охрабрат компаниите, да се мотивираат компаниите да ги зголемат економските профити преку таргети во eco-efficiency. И тука може компаниите не само преку нивното реискористување да добијат, да имаат одреден профит, но и преку нивната позитивна слика која ставаат како позитивни чинители за животната средина. Исто така, втора точка во зголемувањето на економскиот просперитет би било да се подобри инвестицијската клима, за да може да имаме подобро искористување и примена на циркуларната економија. И една интересна компонента тука, се извинувам, е на Македонија да стане еден вид на хаб, на центар за циркуларна економија во регионот на Југоисточна Европа, бидејќи поради нашата централна локација, поради ако ние успееме да направиме чекор напред пред сите во однос на циркуларната економија, да бидеме на некој вид лидери и на тој начин да привлечеме, да бидеме некој вид на хаб, на центар во поглед на тоа. И имаме уште две компоненти во економскиот просперитет, да се олесни, да се стимулираат нови економски активности кои ќе имаат иновативни стримови на приходи и да се стимулираат создавање на нови работни места во циркуларната економија. Например, можеме да имаме 5000 директни, тоа е најамбициозното сценарио, 5000 директни работни места во 2030 и дури 30.000 во 2050. 2050 не е така далеко како што си мислиме, тоа е за 25-30 години од сега, така да ова би било многу добро ако успееме да го примениме како држава. И како трета препорака до јавните чинители е преку координацијата на повеќе министерства, меѓу кои Министерството за економија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за внатрешни работи и други државни организми, значи да направиме, да се намали влијанието на животна средина
или да се зголеми економската вредност на суровините и репроматеријалите, и тоа може да се направи преку повторно стимулирање на компаниите да направат да направат повеќе функционален, поголема функционалност на суровините, повеќе да се размислува во насока на реупотреба, на рециклирање, на поправки на веќе постоечките ресурси, и со тоа што би се намалиле не само емисиите на CO2, туку ќе се искористи помалку енергија и ќе имаме помалку конзумација на вода, што е многу битно и за нас како држава. И на крај, како трета препорака од сегментот за намалување на животната средина, тоа би било да се потикнат потрошувачите да имаат подржливо однесување при нивните одлуки за трошење. И тука имаме неколку извори кои ќе ги имате доколку ја добиете целата презентација, во кој и првиот извештај за циркуларната економија, кој е на англиски јазик. Тоа е извештај од околу 100 страници, каде што може да видите многу детално за што се работи циркуларната економија. Секоја фракција на отпадот е детално анализирана, меѓу која и фракцијата за градежен шут, за која навистина немавме време сите да ги презентираме засебно. Имаме брошура за креатори на политики, како и блог постот на Антонис Мавропулос, кој е еден од авторите и главен автор секако на извештајот за циркуларна економија кој излезе до минатата година. Така да ова се многу свежи материјали, многу свежи елементи кои ќе останат во употреба во наредните, се предвидени за да се користат во наредните 10 години. И тоа е тоа, јас ви благодарам за вниманието, се обидев да бидам што е можно побрз, така да ако има некои прашања, слободен сум да ги одговорам, дали сега, дали по мејл понатака, доколку се работи за некоја подлабинско прашање. Ви благодарам. Благодарам, Давид, за презентацијата и за воведот во циркуларна економија, комплексен момент, од прилика нешто слично како одржлив развој, ќе му дојди во објаснување. Се надевам дека презентациите ви се интересни, дека ги слушате со интерес и ви се отвораат многу прашања, како што ни се отвораат на сите, претпоставувам. Сакам уште еднаш само да ве информирам дека некој нешто чачнал во листата на учесници, ја вратив во некоја пристојна верзија сега. Сите вие кои што не сте подпишани, ќе ве замолам уште еднаш, ќе ви дадам линкот да се подпишите на истата, за да ве имаме, да ви испратиме презентации, да ви испратиме покани за нови работилници и така натаму. Што се однесува до презентациите на Давид и на Александар, ве молам, доколку некој има барање и прашање, или сака да искоментира, да покрени дискусија во врска со досега испрезентираните работи, ве молам, повелете слободно, не мора да кревате рака, доволно е да вклучите микрофон само и да се обратите. Повелете. Добро. Јас, Маја, сакам да прашам. Ајде, Пале. Има некој представник од Министерство за финансии, бидејќи Александар Наумовски спомена дека за воведување на климатско буџетирање потребно да се направат промени во законот. Да видиме дали е тоа воопшто можно во оваа фаза или немаме представник од Министерство за финансии. Веројатно нема. Така да продолжи понатаму Маја со агентата. Благодарам. Имаме и за понатаму имаме и малку измени во агендата што се однесува до представници од институции и од Фондот за иновации и технолошки развој. Вешто сега да ви најавам дека представничката на фондот на ФИТР, која што требаше да се обрати, нема да ни се обрати. Добивме само известување пред наканот дека нема да се обратат.
Одиме понатаму тогаш, ако никој нема, нели, ништо што да праша. Сега овде има Елена Велјановска. Дали сакате да прашате нешто или ви е уклучен Сакав да се микрофонот? надополнам, Ајде, повелете. бидејќи баравте представник од Министерство за финансии, а јас сум од Министерство за финансии, меѓутоа би укажала на идните состаноци да присуствуваат и колеги од секторот за буџет и фондови, бидејќи тие се конкретно задолжени за законот за буџет и таму треба да се зборува со нив дали е внесен таков член во законот, бидејќи и дали во оваа фаза може дополнително да се интервенира, бидејќи законот е во собраниска процедура. Најубаво е за идните состаноци да поканите некој од колегите од секторот за буџет. Толку. Беа поканети, но да, нема никој од нив. Ама ќе бидеме во дополнителна комуникација со нив и благодарам. А да, инаку поканети се по листата која што имаме за канење, па како беше, бројката на канети е една мини македонска свадба, 400-450 гости поканети. Од прилика таква е листата на поканети. Доколку немаме прашања и коментари по однос на досегашните презентации, јас ќе го замолам Бобан да не размрда малку и да продолжиме после со... Има некој нешто да праша? А не, Коста Динацевски е само погрешка уклучен. Повели Бобан, сега сме во твој рад. Здраво на сите, јас сум Бобан Осаловски. Сега малце ќе ве раздвижам или малце да го размрдаме телото. Ги молам учесниците, значи да си уклучат камера, ако сакат за полесно, да им можам да ги гледам тие, са и тие да ме гледате и да го раздвижиме телото. Не мора ништо да станувате, седите на столот, нека и не знаете каде, си имаме видено во овие семинари, така да се што работиме на столица, да го размрдаме главниот дел на телото, главата, раменскиот дел и стол. Чуваме се, значи изправени во грбот, земаме малку воздух преко носот, испуштаме преко устата, двете раце ги поставуваме напред и со десна рака кренаме горе. Бавно помалку истегнуваме горе кон таванот, еден, спуштаме долу, два, 3, 2, 4, 2, 5, раздвижете ги рацете, 2 малце, стигнувате горе кон таванот, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, другата рака, 1, изтегнете кон таванот, 2, испуштете горе воздух, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. Двете раце ги кренаме нагоре, еден изтегнете горе кон таванот, 2 ги спуштаме. 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, убаво изтегни горе кон таванот, 2, 9, 2, 10, 2. Спуштаме долу, земаме главата воздух и спуштаме преку устата. Одиме со истегнување на главата, во лево и во десно. Значи, пред за лева страна истегнуваме главата. 1, 2, центар.
2 во лево повторно, 2, 3, 2, 4, спуштате воздух, 2, 5 во лево испуштаме воздух, 2, 6, 2. Другата страна, 1, 2, 2. Овие вежби ви се многу добри заради циркулацијата на работата. Стоп 2, повратен дел 3 заради спондилози 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Одиме, земаме два по воздух, испуштаме преку устата, одиме со движење на главата нанапред и наназад. И еден испуштаме воздух долу, 2 земаме воздух, 2 испуштаме горе, 2, 3, 2, долу спуштаме, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, последно 2. Земаме главно по воздух, изпуштаме преку устата, десна рака кренете горе, задушете, отпоставувате раката во оваа положба и изтегнуваме во десно со лактото. И 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, убаво изтегнете главата, не го движете другото рамо, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. Сменваме другата рака. Задушето и изтегнуваме врат. 1, убаво изтегнете, 2, 2, 2, 3, 2,